За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите полнети пилешки копани. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 4 пилешки копани со подкопани, 200 грама ленти чадена сланина, 1 чешна лук, 100 грама сирење, 4 обарени моркови, 50 грама зелени полнети маслинки, макдонос, 2 домата, 1 лажица сем, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 40 минути. На доматите им ги отстрануваме рачките. Потоа ги лупиме доматите. Ги сечкаме на кришки. Го отстрануваме семето од доматите. Потоа доматите ги сечкаме на коцки. Чешнето лук го гмечиме и ситно го сечкаме. Исечканиот лук го ставаме врз исечканите домати. Зелените маслинки ги сечкаме на тенки кругови. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме кај парчињата домати и лук. Ги мешаме со стојките. Уште еднаш ситно ги сечкаме со стојките и ги ставаме во длабок сад. На копаните им ги отстрануваме коските. Потоа го посолуваме месото. Копаните ги точиме со дрвен чук. Сирењето пак го дробиме со вилушка. Во садот со сирењето ги додаваме исечканите домати, лук и макдонос. Во садот го додаваме семфот. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Врз секое парче месо нанесуваме од филот. Полнетите копани ги свиткуваме на половина и ги зацврстуваме со чепкалки. Морковите ги сечеме на половина подолжина, а потоа на стапчиња. Од парчињата сланина ја отстрануваме кожата. Врз секое парче сланина ставаме по едно парче морков и виткаме ролат. Ролатчињата ги зацврстуваме со чепкалки. Скарата за печење ја попрскуваме со масло. На скарата ги пешеме полнетите копани. За време на печењето ги превртуваме копаните. Потоа на скарата ги печеме и ролатчињата од сланина. Откако ќе се испечат ролатчињата од сланина и полнетите копани, ги тргаме од скарата.
ги отстрануваме чепкалките. На двата краја на чинијата за сервирање ставаме одролачињата од сланина. На средината ги сервираме полнетите копани. Декорираме со 3 млади кромитчиња. Шери доматите ги сечеме на половина. По 3 половинки шери домат ставаме од двете страни на чинијата за сервирање. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 40 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.